Почитувани гледачи, добро вечер. Иако времето наликува на есен, денеска е 18 јуни 2014 година. Вие ги гледате вестите на КТВ, кои вечерва ги започнуваме со информацијата дека женската А селекција од репрезентацијата на Литванија, која е учесник во квалификациите за Евробаскет 2015 година, се одржуваат во Кавадарци. Поплатнево беше на прием кај градоначалникот Александар Панов. Селекторот на репрезентацијата очекува пласман во Евробаскетот. Директорот на македонската женска кошаркарска репрезентација Јане Петковски е задоволен од приемот на Кавадарци и од организацијата на целото надпреварување. Имав не само јас чест, туку и нашата кошаркарска федерација да во Македонија биде присутна една велесила во кошарката. Овој пат во Кавадарци се одржуваат квалификациите за Европско првенство. И навистина нашата улога покрај тоа што е символична, како репрезентација се обидуваме да се бориме со најјаката репрезентација во Европа, а тоа е токму литванската репрезентација. Се обидуваме и да научиме нешто од нив, да пренесеме некое искуство. Меѓутоа, мојата основна работа е да бидам добар домаќин и еве, како и секогаш кога имаме одредено битно случување за градот и за Република Македонија, ред е да барем највисоките гости бидат гости на Кавадарци. Се надевам дека и претходно со Британија се покажавме во добро светло, бидејќи британките еднаш беа присутни во Кавадарци. И токму таа репрезентација која што ни се измукна на некој начин минатиот пат за еден кош, сега не победи малце поубедливо, што значи дека имаат голем прогрес во нивната женска кошарка. Мене ми останува само еве и на гостите и на луѓето од Македонската кошаркарска федерација да им посакам пријатно да се чувствуваат во Кавадарци и да еве идното случување биде случување во кое што ние ќе победуваме. For sure we want to make Сигурно дека сакаме да се пласираме на Евробаскетот наредната година во Унгарија и Романија. Ние со таа цел дојдовме и тука во Кавадарци, дојдовме да победиме, се запознавме со вашата репрезентација на првиот надпревар кој што ги игравме ние како домаќини во Литванија. Па се надеваме на добра игра и добар надпревар вечерва. Кавадарци како град ми се допаѓа многу, по надаѓање наваму по автобусот видов доста од лазовите насади. Сите луѓе се топли со широко отворени срца и многу ми се допаѓа по вашиот град. Ние ги победивме сите надпревари до сега и сме прво место во нашата група, некој полесно, некој потешко. И ние се спремаме, нашата цел да го спремиме нашиот млад тим за Олимписките игри во 2016 година во Рио де Жанеиро. Ние се спремаме сериозни пристапи имаме за секој надпревар. Се сеќаваме уште на надпреварот во Литванија на Евробаскетот, каде што Македонија ја победи Литванија и се сеќаваме за секогаш на тој надпревар, мора да имаш почеток од секој противник. Во име на Македонската кошаркарска федерација сакам да се благодарам на градоначалникот, на Советот на општина Кавадарци, на генералниот секретар на општината и на директорот на јавно предпријатие Јасмин, кој што веднаш по првото наше повикување кон нив и понуда да заеднички во организација влеземе во овој циклус квалификацијски кој што е доста сериозен и проект со многу барања од страна на Европската кошаркарска федерација, тие без двумење ни одговорија позитивно, се согласија. И уште првиот ден, неколку месеци уназад, имавме соработка и комуникација на највисоко ниво. Потоа понатаму и уште една голема благодарност до МВР на Кавадарци, Брза помош Кавадарци и противпожарната единица, кои што исто ни излегоа во доста специфичните и сложени правила на ФИБА Европа за организација на една квалификациона утакмица. Ние ги имаме 3 во Кавадарци и во Кавадарци ја имаме честа можда прв пат поранешен европски сениорски шампион да присуствува тоа репрезентацијата на Литванија. Претходната среда имавме една кралска репрезентација на кралството Велика Британија да присуствува тука. И наредната среда гостува Белгија, така што се надевам дека сите ќе се одат со само позитивни спомени од Кавадарци и оваа добра организација ќе биде услов за во иднина да донесеме уште многу настани тука на највисоко ниво од европската кошарка во Кавадарци. Синок ќе се одржа завршната манифестација од проектот Шолта мајчка, во која најдобрите ученици од сите генерации од основните и средните училишта од општина Кавадарци добија награди.
Да се поттикне доброто во детето, во младиот човек, да му се даде потребното значење и внимание, со еден збор да се инвестира во иднината преку поттикнување и наградување на знаењето, умешноста, врвните достигнувања во спортот, музиката и уметноста, хуманото и другарско однесување со врсниците. Тоа е основната идеја и цел на одличниот проект Жолта маичка во организација на Општинскиот совет за превенција од малолетничко престапништво и Ротари клуб Кавадарци, чија завршна и свечена манифестација се одржа синоќа во салата на Домот на културата Иван Мазов Климе. Синоќа беа наградени вкупно 104 ученици од 6 основни училишта и 3 средни во општина Кавадарци со пригодни награди, маички тренерки и дуксер со ратаријански амблем во вредност од над 300.000 денари, средства кои ги обезбеди Ротари клубот од Кавадарци на новогодишната донаторска забава. Добрата атмосфера во присуство на многу родители, гости и членови на Ротари клубот беше збогатена со настап на двете млади пијанистки од основното музичко балетско училиште Лазумице Фрале, Зорица Јовчева и Верица Ристова. Во вестите одвојуваме дел од обраќањето на председателот на Ротари клубот од Кавадарци Лазе Милков и председателот на Советот за превенција од малолетничко престапништво Димитар Каракулев. Ротари клуб Кавадарци во рамките на својата донаторска девиза за детство на град Кавадарци оваа година го има задоволство со проектот Жолта маичка да ги наградиме добрите ученици на град Кавадарци. Тоа е проект во кој се вклучија огромен број на активни ученители кои не се вишни во подржава историја. Би сакал да искористам оваа прилика да се обратам поединечно до секој од нив со цел вреднување на нивните донирани финансиски средства и огромниот волонтерски труд со кој придонесува проектот успешно да заврши. Се надеваме дека придобивките на проектот вие првични препознаете. Наградите че стигнат кај недобри ученици и че мотивираат многу други ученици да постигнат уште подобри резултати. Почитувани представници на локалната самоуправа, почитувани директори на основни и средни училишта, ви благодариме за огромната поддршка за реализација на проектот. Се надеваме дека истиот ќе придонесе за дополнително инициирање на слични вакви проекти за наградување на добрите. Почитувани родители, бидете горди на вашите синови и шефи. Тие со нивниот избор ви приведија задоволство, кое не може да се опише. Може само да се почувствува. Бидете сигурни дека илјадници родители би сакали да се во ваша кожа и да го почувствуваат истото. Затоа бидете благодарни на вашите деца. Почитувани ученици, ние во вас ги препознаваме идните врвни менеджери, идните врвни спортисти и уметници, идната моторна сила на град Кавадарци. Јас сум сигурен дека во блиска иднина некој од вас ќе се најдат на оваа бина во умове на донатори. Истото во моментот ми изгледа предавето, меѓутоа, со мислата дека сте најдобри во трката, многу брзо ќе стигнете до целта. Се надевам дека овој настан ќе ви остане длабоко врезан во меморијата, дополнително ќе ве мотивира да ја оправдате довербата која ви окажана и ќе ви биде предизвик за постигнување на уште поголеми резултати. Сакам да им се заблагодарам на Ротари клубот Кавадарци за поддршката на овој проект за кој се надевам дека е единствен во Македонија и дека ќе остане традиција и дека секоја година на првика некаде по завршувањето на школската година ќе се собираме тука и да доделуваме награди за најдобрите ученици во различни категории. И јас препознав во Ротари клубот голема професионалност, голем и добар пристап кон во рамките на реализирањето на овој проект и она што морам да го кажам сега кога веќе овој проект се реализира, голем степен на општествена одговорност на Ротари клубот, а тоа е нешто што денес најмногу се цени во модерниот свет. Младите во нивниот развој и образование се научат една раскрсница и треба да одберат два патишта, значи едното е патот на лошото поведение, деликвенцијата, криминалот, дрогата, алкохолот и другите пороци. Другиот позитивниот пат е патот на доброто образование, примерно образование,
патот на другарството, патот на хуманоста, кои што се позитивни, особени и што треба да ги красат сите ученици. Овој вториот пат е патот кој што го помина нашите ученици кои што денес ќе бидат наградени, а нивниот број на вистина голем, и овој пат треба да биде пат водилка за сите ученици во нашите општини Кавадарци и Росома, пат за кој што се надевам дека ќе придонесе сите ученици во иднина да се изградат во добри и квалитетни личности, со кои што ќе се гордеат не само нивните родители и најблиски, туку ќе се гордее град Кавадарци пред Република Македонија. Управата за јавни приходи започна да дели опомени до граѓаните и фирмите за неплатена радиодифузна такса. Управата за јавни приходи почна со подготовка и дистрибуција на опомени до фирмите и граѓаните кои не извршиле навремено плаќање на радиодифузната такса. Доставени се опомени до 31.660 фирми поради заостанати долгови и неплатена радиодифузна такса во вкупен износ од 37.302.307 денари. Следната недела ќе почне и доставата на опомени за над 100.000 граѓани, јави МИА. Доколку фирмите и граѓаните не го платат долгот во рок од една недела од денот на приемот на опомената, Управата за јавни приходи ќе отпочне постапка за присилна наплата на долговите, при што трошоците за постапката паѓаат на товар на обврзникот, наведуваат од УЈП. Со цел избегнување на трошоците и мерките за присилно наплатување на долговите, апелираат обврзниците во најкраток можен рок да извршат плаќање на заостанатите долгови. Доколку обврзникот има извршени уплати кои не се евидентирани во УЈП или има други забелешки, потребно е да се обрати до даночната канцеларија на Управата за јавни приходи и да поднесе доказ за извршени уплати. Од 1 јули нова цена на електричната енергија. До крајот на овој месец ќе се знае новата цена на електричната енергија која граѓаните ќе ја плаќаат од 1 јули годинава и ќе важи до 1 јули 2015. Во регулаторната комисија за енергетика се прават пресметките во однос на цената, но засега не откриваат колку ќе чини киловат час електрична енергија за домаќинствата. Додека се готват новите цени и се прават калкулации, граѓаните стравуваат дека во втората половина од годината ќе треба да плаќаат повисоки сметки за струја во однос на првата. Изминатата година беа задоволни бидејќи имаа привилегија да плаќаат на ефтина струја во регионот. Од 1 јули 2013 година цената на струјата во Македонија беше намалена за 4,48%, додека во соседна Србија се зголеми за 11%, а во Бугарија за повеќе од 15%. Во утврдениот рок, согласно правилниците на регулаторната комисија за енергетика до крајот на мај, енергетските компании Елем, Мепсо и Евана ги доставија своите пресметки за трошоците во 2013 година, но јавно не сакаа да кажат дали ќе има зголемување и колку ќе влијае врз крајната цена на електричната енергија. Сите три компании имаат одредени инвестиции во енергетските објекти, но сепак крајниот збор ќе го каже утврдената методологија по која се прават пресметките. Во моментот македонските домаќинства плаќаат цена на струја од 80 евра мегават час, а фирмите приклучени на дистрибутивниот систем, кои се дел од либерализацијата на пазарот на електрична енергија, веќе ги почувствуваа првите бенефити од либерализацијата, при што сметките им се намалија од 20 до 30%, а кај некои дури и до 35%. Од културата. И годинава повторно дел од културната манифестација Топол културен бран ќе биде и Кавадарци. Заедно со уште 24 општини од Македонија, градот ќе ужива етапно во два дела во вкупно 160 настани од областа на културата. Концерти на групите Монистра, Љубојна, Чалгија, Сент Систем, концерти на джез и сериозна музика со гости од целиот регион, настапи на сите театри од Република Македонија, стендап изведби на актерите Сашко Коца, Весна Петрушевска, Маријан Ѓорѓиевски, ревија на македонски филмови и многу други содржини. Граѓаните ширум цела Македонија ќе имаат можност да проследат ова лето. Се со цел да се одговори на потребата и барањата на граѓаните, да се збогати културната понуда во сите градови низ Републиката, Министерството за култура заедно со локалната самоуправа и институциите од областа на културата традиционално по седми пат ја организираат манифестацијата Топол културен бран. Програмата на Топлиот културен бран ќе се реализира во два циклуса и тоа во период од 20 до 31 јули и од 20 до 31 август. Оваа година македонските граѓани и гостите од регионот
денот ќе може да проследат повеќе од 160 настани кои ќе го збогатат културното живење во 25 општини низ Македонија. Годинава топлиот културен бран ќе го има во општините Вевчани, Валандово, Велес, Градско, Кавадарци, Ресен, Маврово, Ростуше, Пехчево, Пробишти, Прадовиш, Кривопаланка, Кривогаштани, Могила, Неготино, Кочани, Дојран, Кевгелија, Демиркапија, Македонска Каменица, Кратово, Делчево, Охрид, Берово, Тичево и во Богданци. Од самиот старт во 2008 година, кога за прв пат беше воведена манифестацијата Топол културен бран, па се до денеска граѓаните на Македонија има можност да присуствуваат на повеќе од 600 културни настани, кои предизвика огромен интерес и масовна посетеност од страна на публиката во речиси сите градови. Ова лето ни за културни настани во рамките на културниот бран ќе има и во Велес. Велес годинава е дел од проектот Топол културен бран. Манифестацијата е поделена во два дела. Ќе се одржува на крајот од месеците јули и август. Топлиот културен бран почнува на 22 јули со настап на групата Монистра. Градоначалникот Славчо Чадиев вели дека настапот на овој состав е се уште не потврден. Како замена е можно да настапи оркестарот на Пецеата Насовски. Во следниот период имаме настап и од тамбурашки оркестар од Бања Лука, кој што ќе гоствува исто така во склоп во рамките на Топлиот културен бран. Исто така ќе имаме еден настап и на Џорле со Сузана Спасовска проект што го изработија минатата година и оваа година тука ќе настапат заедно со тој проект. За на крајот завршиме со четвртиот проект, тоа е квартетот на Пламенка Трајкова, кој што ќе настапи на крајот на месец август со затварањето на Топлиот културен бран. Од локалната самоуправа велат дека во меѓувреме ќе се организираат уште низа културни настани. Следуваат Вардарската регата, фолклорниот и фестивалот на античка драма Стоби. Во меѓувреме во просторијата има настапи на велешки уметници кои што ќе настапуваат, игрални друштва и така натаму. Значи ние планираме секој викенд да имаме по 1 до 2 настапи во амфитеатрот на Младинскиот парк, на околу фонтаната и така натаму. Едноставно нашите сограѓани ќе имаат прилики да бидат присутни на неколку настани континуирано што ќе се одвиваат во текот на целото лето, секако да го за вас временските услови. Според градоначалникот Чадиев, реализацијата на Топлиот културен бран ја зголемува културната понуда во градот. Открива дека на крајот од месецов театарските работници од Джинот ќе се вселат и во новиот објект. Ценам дека е многу добар потек ова што го направи владата, каде што и ние партиципираме секоја година, ќе партиципираме идната година, ќе партиципираме како град на културата, нели на 26 сега овој месец се очекува и дефинитивно предавањето на на новиот театар на уметниците кои ќе за новиот храм на уметноста на театарот да се предаде на театарот Јора Хаџи Константинов Джинов. Топлиот културен бран се реализира во соработка со Министерството за култура. СВР Велес, полициска станица од општа надлежност Кавадарци и мотоклубот Тиквеш Райдерс го најавуваат првото заедничко ревијално возење со моторцикли кое во Кавадарци ќе се случи во недела. На 22 во недела СВР Велес и полициска станица од општа надлежност Кавадарци во соработка со мотоклубот Тиквеш Райдерс од Кавадарци ќе организираат ревијално возење со моторцикли. Од СВР Велес информираат дека собирот на моторциклистите ќе започне во 10:30 пред собранието во Кавадарци, а од 11 до 11:30 планирано е да се спроведе ревијалното возење на релација Собрание, улица Елинденска, Кружен тек и Линденска, па назад до Собрание. Пред почетокот и по завршувањето на возењето од страна на учесниците во дефилето ќе бидат поделени флаери на присутните на манифестацијата за почитување на сообраќајните правила и прописи. По завршување на ревијалното возење организирано е заедничко дружење на сите учесници на манифестацијата во стрит бар во Кавадарци. Надлежните велат целта на заедничката акција да се испрати порака до сите учесници во сообраќајот дека и моторциклистите се присутни во сообраќајот со цел зголемување на безбедноста на моторциклистите, да се истакне и зацврсти соработката со локалните мотоклубови и подигање на свеста на другите учесници во сообраќајот за присуството во сообраќајот на оваа категорија учесници моторциклисти.
времето утре променливо облачно и нестабилно време на повеќе места со поројни врнежи од дожд, грмежи и засилување на ветрот. Локално се можни поинтензивни процеси со изолирана појава на град и електрично празнење. Температурата во текот на утрешниот ден ќе се движи до 25 степен. УВ индексот изнесува 6. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на вестите на КТВ. Ви благодарам на вниманието и пријатна вечер со програмските содржини на КТВ.